Понеделник, 7 април, кратки вести во 12 часот. 18 прекршоци за неисправност и непочитување на правилата за пловење изрече капетанијата на пристаништа по извршените засилени контроли во Охридското езеро. Се однесуваат на ноќно пловење, непоседување уверение за управувач на чамец, неистакната регистарска ознака, а еден катамаран е казнет за претовар на патници. Капетанот на Охридската капетанија Илија Арнаудовски најави дека во следните месеци, а посебно во летниот период, ќе има зголемени инспекциски надзори во соработка со езерската полиција. Познатиот германски ланец Маркет и Lidl купил 2 парцели во Охрид, јави порталот e-magazin.mk. Очекувањата се дека отворањето на Lidl ќе влијае на подобрување на понудата на производи, зголемување на конкуренцијата, а со тоа и на пониските цени за потрошувачите. Исто така инвестицијата ќе донесе нови работни места и ќе стимулира дополнителни инвестиции во регионот. Во Куманово, познатиот германски бренд го гради логистичко-дистрибутивниот центар за снабдување на маркетите во Република Македонија. Денеска се одбележува Светскиот ден на здравието, годинава со фокус на најважниот темел за секое општество – здравието на мајките, новороденчињата и децата. Во 1948 година земјите од светот се обединија и ја основаа Светската здравствена организација, за да го промовираат здравието, да го чуваат светот безбеден и да се грижат за ранливите, така што секој секаде да може да постигне највисоко ниво на здравје и благосостојба. Правото на здравје е основно човеково право. Секој човек мора да има пристап до потребните здравствени услуги во време и место кога ни се потребни без финансиски тешкоти. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, дува умерен до засилен северен ветер. Максималната температура во Охрид до 5 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.